Во општинското основно училиште Магдалена Антова започна изградбата на повеќе наменско игралиште. Проектот вклучува изградба на ограда, асфалт, тартан, подлога, кошеви и голови. Проектот, кој финансиски е поддржан од општина Куманово, е со цел да создаде подобри услови за спортување и забава, што е од големо значење за целата заедница. Директорот на училиштето во населбата Карпош, Живко Стојковски, денеска ги промовираше градежните активности и воедно упати благодарност до Советот на општина Куманово и градоначалникот Максим Димитриевски за поддршката. Во училиштето настава следат околу 700 ученици. Ние во игралиште долго време го чекуваме, меѓутоа еве дојде и тој момент кога започна да се гради. Значи, игралиште кое е финансирано со изградба од страна на општина Куманово. Второ, значи, игралиште ќе биде со димензии 36 на 17, ќе биде повеќе наменско, значи и за фудбал и за кошарка. Ќе биде, значи, оградено со мрежа од сите страни. Натаму ќе има и подпорен зид, за да не се свлача земја. Ќе биде асфалтирано и ќе има тартан подлога. Значи, зошто? Значи, игралиште на преку потребно за ова училиште и за ова населба, бидејќи едини спортски терен покрај спортска сала, нашите ученици ќе може да спортуваат, а секако и младинците од населба Карпош, кои што ќе се рекреираат со кошарка, со фудбал и така натаму. Пред се сакам да изразам голема благодарност од мое име, од име на ученици, на наставници и секако од население до градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, кој што смогна сили да направи еден таков голем проект во нашето училиште, тоест изградба на повеќе наменско игралиште. Покрај учениците кои што спортуваат во спортска сала, значи повеќе години од 2011, значи имаме таа спортска сала изградено, значи од страна на држава и на локално ниво, значи започнато од страна на локална самоуправа, потоа од страна на државата беше довршена, значи покрај спортската зала учениците ги имат прилика во летниот период, значи своите активности, тоест наставната програма по физичко и здравствено образование, да изведуваат и на ова повеќе наменско игралиште кое се надевам дека ќе биде направено. Во ова учебна година, значи бројот на ученици за разлика од другите училишта кај нас нема драстично намалување, ние константно, значи до 700 ученика таа бројка константно ја држиме, значи има не да нема иселување, меѓутоа многу малку, значи ако се иселат два тројца се вратат, така да константно таа бројка ние во училиште ја задржуваме. Имаме направено повеќе проектни документации кои што веќе се дадени до секторот за образование ги знаат, значи имаме проектна документација за реконструкција, тоест на тоалети кои што на вистина се застарени, значи откако е направено училиште. Потоа имаме проект, значи за фасада, енергетска фасада, проекти за подови. Се надевам дека сите овие проекти кои што се доставени, значи исправни, со премери пресметка до секторот за образование, се надеваме дека преку општина ќе се аплицираат и се надеваме дека еден од тие проекти, а особено за реконструкција на тоалети, е многу важен проект. Сега имаме, значи, известување од општина дека е нашето училиште едно од тие неколку училишта во општина Куманово на кое што ќе се градат, тоест ќе се поставуваат фотоволтаици, а за производство на електрична енергија и така натаму.